Благодарам, потпредседателе, почитувана заменик министер. Ова чисто вака ќе ве подсетувам да знаете кога некој градал и создал во ова држава. Би сакал да напоменам една работа. Јас ќе ги барам овие проекти. Ги барав и претходно и така натаму. Се сеќавате, претходно имаше еден проект кога зборувавме за мостот. Мостот кај што тогаш имавме сериозна дебата со почитуваниот колега Ален како пратеник од Штип и во однос на тоа каде и треба да постои мостот. Иако тука идејата беше да биде во близината на населбите Баби, 8 ноември и Сењак, меѓутоа таму кај што токму кај што живеам, бидејќи во близината на памошна индустрија Македонка, на времето имаше мост, дрвен мост. Ние сме таму жители, јас го знам и нормално треба да разговараме за секоја суштинска потреба на граѓаните. Тој се сруши, стар мост, дрвен мост и така натаму, и мој предлог беше дека можеби треба тука мостот да биде. Дебатата беше само во разликата дали треба да биде нова или на таа страна значи на почетокот на влезот во Штип, за да може да се растрети сообраќајната гужва. Сега, во ред, веќе создаваме и баравме да се направи мост. Од тогаш поминаа неколку години, претходниот градоначалник го почна мостот и мостот е застана 2 години. Сега, зошто ова ви го кажувам? Би сакал да напоменам зошто има потреба од правење и изградба на тие мостови или зошто има потреба од изградба нови катни гаражи. Искрено да ви кажам, почитувани колеги пратеници, јас сакам да објаснам една работа. Може би граѓаните на Штип поеднакво чувствуваат, меѓутоа како и да е, Штип се развива. Се развива врз основа на неколку капитални проекти кои што многу важно ги направи владата на ВМРО ДПМН. Основниот проект е изградбата на Универзитетот Гоце Делчев. Феномен луѓе. Таму имаме инвестиција во овие 10 години преку 200 милиони евра кои што се движат. На кој начин? Се изгради објекти, се реконструираат други објекти, имаме студенти, се прават станови. Таму имаме некаде преку 20 приватни иницијативи. Значи и државни, на некој начин се гледа дека нешто се случува во градот. Патиштата, автопатот кој се движи од Скопје, ни овозможува многу полесно луѓето да идат тука. Отварањето на индустријската зона, многу голем број на луѓе од Виница, од Кочани, од Кочанските села, Светениколските, Радовишките веќе влегуваат и работат во Штип. И сега што се случува? Штип веќе стана многу урбан град. Малку стана претесно тоа што го зборувате. И на Штип му треба веќе некое друго решение урбано, како што впрочем се прави и во Скопје со катни гаражи. Едно од тие решенија и ова. Сега, овој дел кај што е населбата Сењак, зошто тука да речеме го бараме со колегата Никола Мицевски ова? Чисто за ваша информација да знаете. Тука во близината на кај што сакаме да биде катната гаража, има изградено 3 згради социјални станови. Ги изгради некоја влада претходно, преку 200 станови. ВМРО ДПМН. Значи, преку 200 станови. Тука одма во близина за дечињата, бидејќи тука се самохрани родители, лица со посебни потреби од ромското население, имаме луѓе кои што живеат таму, имаме одма игралишта, фудбалски игралишта, тениски игралишта, кај што луѓето можат тука да живеат. Понатаму, ако се спуштите надолу, ќе видите салата Јордан Мјалков. Огромен објект, убав, спортски објект, нешто ново што му се случи. Дополнително универзитетот, вклучувајќи го во тој феномен од 200 милиони евра, си направи собствена сала пред сала, собствено игралиште отворено пред салата, што е исто така заокружува еден комплекс на спортски центар. Ајде да се задржиме на амандманот за катните гаражи. Да, за катната гаража. Зошто катната гаража треба? Заради големината, заради развојот сообраќајот. Ако се сеќавате, јас имам еден податок, проверете го. Во 2006 година 250.000 регистрирани возила има почитуван Димитар Стаменаджија. Знаете ли сега колку има регистрирани возила во Македонија? Преку 500.000. Преку 500. Да. Тоа е разликата. Некој кога гради и кога создава, ова е доказ. Друго, зошто ви зборувам тука кај населбата Сењак? Ако застанеме тука таму кај што треба да се направи ова, тука се продолжува, имаме пат кој го направи претходниот градоначалник и ги спојува двете населби. Значи ги спојува сега населбата Баби со населбата Сењак. И сега тука имаме фреквенција, луѓето се движат таму. И за да ги подобриме работите во однос на ова, значи ние мораме да направиме катна гаража. Вака сега, не можеме се ние да направиме, треба и вие нешто да направите, треба да ставите белег. Така да, ние ова што го направивме, барем една катна гаража направете. Разбирате ли? Значи, еве, ве замолувам за таква ситуација. Знаете ли, ќе ве благословуват луѓето. Знаете колку позитивно кога одиш таму и кажеш луѓето направиле нешто. Ветувањата се големи, почитувана колешки. Ветувањата се големи, меѓутоа за жал кај не гледам реализација. Како да ви кажам? Луѓето кога беше кампањата 2016
А да видите нас ни ветие ќе се направи, се ќе се направи. Ами еве дојде, помина 4 години, 5 години. 5 години се власт почитува Димитар Стевананџева. Од 2015 намерно направија бомби за да ја рушат власта. 2016 беа техничка власт. 17, 18, 19, 5 година. Влегуваме во 6 година, ама многу малку ви остана. Така да, почитувани колеги, малку ви остана, почитувани граѓани на Република Македонија, тука сме и понатаму да продолжиме да ја градиме ова држава така како што заслужува и така како што треба на граѓаните на Република Македонија.